Јас заедно со мојот тим работевме напорно и не седевме за тастатура само да негираме и да кажуваме што е се погрешно во Прилеп, меѓутоа направивме една силна програма во кој што после освен проблемите што ги има градот Прилеп, дадовме и во нашата програма и решение за истите. Како прво сакам да кажам дека во нашата програма најголемо значење ќе му дадиме на младите, што значи че направиме еден силен младински културен центар, од кој младински културен центар ќе произлези младинскиот совет, кој не само формално, туку секогаш здраво ќе учествува во одлуките на Советот на општина Прилеп. Советот на општина Прилеп без тој младински совет да не може да донесе никаква одлука. Јас како дипломиран рударски инженер можам многу да зборувам во името на рударството и под мотото Прилеп е град на мермерот, веќе која слушаме 35 години, таа е излетена фраза, од незе добиваме само еколошка голема катастрофа, а не голем економски бенефит. Во новиот совет на општина ќе се залагаме, јас и мојот тим, да направиме една долгорочна стратегија за развој на економијата во Прилеп преку развој на рударството. Бидејќи сега во овој момент ние краткорочниот профит е голема штета, прави долгорочна штета за нашите деца. Имаме голема работа што не чека нас, и сакаме да вложиме многу во спортот, значи да ги активираме трите спортски сали кои чекаат на голема реконструкција и да воведиме имаме во план во ново реновираната сала Соколана да направиме падел тенис, кој во 2032 година се надевам дека ќе биде веќе и олимписки спорт. Така да тоа е нешто во пократки црти што можам да кажам, и голем дел од програмата е сведена на прилепскиот земјоделец преку изградба на една агроберза.